Од страна на компанијата Пакомак, општина Прилеп ја доби титулата за најеколошка општина за 2018 година. Главниот критериум за кое што се доделува оваа титула е тоа што Прилеп и понатаму останува лидер во примарната селекција на отпадот во државава. Прилеп годишно селектира колку сите градови заедно во Македонија, вклучувајќи го тука и Скопје. Со овој проект, кој започна во 2008 година, досега се поделени околу 21.000 канти на прилепските домаќинства со жолта и зелена боја, во која тие го селектираат отпадот. Другите критериуми се пуштање во употреба на пречистителната станица, најсовремена во Македонија со капацитет да обслужува околу 100.000 граѓани, како и поставувањето на мерната станица за мерење на квалитетот на воздухот, која кон крајот на месецот ќе започне и официјално со својата работа. Да кажем само кои се причините што не случајно е Прилеп избрана за најеколошка општина. Први пречистителната станица која, да кажем, за 2018 година. Пречистителната станица која што ја ставивме во употреба минатата година, таа сите знаеме дека кошта 23 отприлика милиони евра за околу 100.000 жители, направена најсовремена во нашата држава, и јас знам и сите знаеме кои што гледаме после пречистувањето на градската река во пречистителната станица, водата што излегува после таа станица е почиста, побистра, и сите оние села што се најдуваат по должината на текот на градската река имаат почиста вода за одгледување на земјоделските и градинарските производи. А мислам дека такива прилепчени, пошто добиваат зеленчук, овошје и земјоделски и градинарски производи од тој дел, сите ние ќе ги имаме тој бенефит, таа придобивка. Тоа е првиот дел. Вториот дел, мислам дека како општина почнавме со реализација на гасификацијата на нашиот град. Во тек е постапката, тендерската документација и проектната документација е направена. Почнат е тендерот за проектната документација за секундарната гасификациона мрежа во градот, и што е еден од условите, тоест предусловите за да имаме почиста животна средина, затоа што загадувањето, аерозагадувањето ќе биде помалку. Третата работа што сакам да ја напомнам, која што влезе во критериумите за добивање на ова признание, е добивањето на 4 автобуси, нови автобуси, ЦНГ автобуси на метан, кои што се еколошки Еко-6, мислам, со загадување, тоест минимално загадување, и мислам дека во Македонија ќе бидеме првата општина што ќе имаме вакви ЦНГ автобуси кои што сигурно ќе придонесат за намалување на аерозагадувањето во нашиот град. И на крај, како четврта компонента или една од карактеристиките што беше што беше доделено во признание, е добивањето на мерната станица, тоест мерниот инструмент за амбиенталниот воздух во нашиот град. При крајот на минатата година ја добивме таа мерна станица. Со ректорот на универзитетот Гоце Делчево Штип, кој што и ја донираше мерната станица во Прилеп, се разговарало и за поставување на уште неколку вакви мерни станици за квалитетот на воздухот во градот, додека пак најавата за поставување на 20 до 30 помали мерни станици од компанијата Инфопроект после изгледа нема да се реализира. Со ректорот на универзитетот Гоце Делчево Штип, оние што ни ја донираа нашата мерна станица, препораката нивна беше, јас после уште во неколку наврати се сретнав со екипата која што работи на оваа проблематика, се сретнав со заменик министерот за животна средина Макредули. Ми беше советувано, јавно ќе кажам, да не брзаме со тој начин, затоа што ако има можност да се постават уште 2 или 3 вакви мерни станици што ги добиле од универзитетот Гоце Делчев, тогаш можеби ќе нема потреба да ставаме тие 20 или 30, затоа што тие се на пониско ниво од овие мерни станици. Ова само како информација, значи ќе ги согледаме сите аспекти, и стручни и финансиски, и ќе се одлучиме кој тип, ама во секој случај ќе сакам да знам точно која е концентрацијата на PM10 частичките со загадувањето и општо амбиенталниот воздух во нашиот град.
Еден од главните виновници за оваа титула за најеколошки град е секако јавното комунално предпријатие Комуналец и селекцијата на отпадот. Досега вкупната распределба на комунална инфраструктура за селекција, канти за отпадоци, по домаќинства е 63%, додека стамбено и институционално е 100%. Најголем процент на население кое што не сака да се вклучи во селекцијата е во населбата Тризла. Комуналец планирал наскоро нови инвестиции за примарната селекција, но засега не се знае дали ќе се оди на инвестиции во секундарната селекција и што ќе се случува со погонот кој претходната власт сакаше да го отвори кај депонијата Аленци, за кој пак беше набавена и дел од опремата. Однос на селекцијата, да, Прилеп е лидер, напори прават и други општини, меѓутоа се многу подалеку, затоа што тоа е активност која што во Прилеп започнала неколку години пред нив. Она што во моментот го правиме е набавката на голема 50 тонска преса, која што е од проектот на ИПА програмата и ќе биде од Европската унија, ќе биде распишан тендерот наскоро и ќе биде машината донесена, таа преса. Многу ќе ни помогне во однос на селекцијата на отпадот, меѓутоа тука нема да застаниме, сакаме да ја прошириме селекцијата, меѓутоа тоа нека остане за иднина. По повод денешниот ден на екологијата и ден на пролета, општина Прилеп засади над 300 садници на повеќе локации кои што ги донираа неколку компании од Прилеп, а се чистеше и на повеќе места во градот, како што се Паркот на Револуцијата, просторот околу манастирот кај селото Селце, патот за селото Волково, се до манастирот во Волково, патот до депонијата Алинци и многу други места. Во акцијата учествуваа и сите ученици во средните и основните училишта од Прилеп.